Бог ја благословува Македонија. Бог ја благословува Македонија. Почитувани македонци, почитувани слушатели, каде и да се наоѓате на земјината топка, добар ден и во денешното седмо поред издание на циклусот Бог ја благословува Македонија, која го емитуваме во рамките на Слушајте радио, би посакува авторот на проектот и уредникот и водител на денешното издание Гордица Величковска. Авторот на својот најголем новинарски проект во тридецениската практика пред изработката на последнава емисија од серијалот Бог ја благословува Македонија беше ставен уште пред еден предизвик. Концептот на емисијата, посветена на колониите организирани од Нано Ниче институтот, бараше искажување на повеќе негови учесници кои треба да посведочат за вистинската трансформација на теоријата во практиката. Истите беше невозможно во толкав број да бидат искоординирани, па затоа бевме принудени да ги снимиме преку боксот и тоа најчесто на мобилните телефони, од каде произлегуваат известни отстапувања од професионалните тонски стандарди. Ценејќи го вашето разбирање за значењето на содржините на спектарот од учесници и силината на емоционалната енергија која веруваме ќе ве допре, ви благодариме за разбирањето. Сниматели во Радио Боксот беа Анета Патровска и Орце Георгиев. Седмава, последна емисија од серијалот Бог ја благословува Македонија, кој го емитуваме и оваа среда во терминот на Слушајте радио, го посветуваме на двете колонии организирани од страна на Нано Ниче институтот. Бог ја благословува Македонија. Бог ја благословува Македонија. Добри луѓе, каде и да сте, следува седмата, последна емисија од серијалот Бог ја благословува Македонија. За оние слушатели кои сега се вклучуваат на програмите на Македонското радио, Радио Скопје, на неговата прва програма, подсетуваме дека во првите 4 емисии ви го пренесовме мега интервјуто со авторот Ниче Димовски Македон, инспирирано од неговото обемно творештво со акцент на најновата негова книга Бог е жив, објавена како сам издат во Скопје. За во петата емисија и физички да го завршиме, оставајќи ве со чувство дека разговорот е прекинат, затоа што такво чувство имавме и самите креатори на проектот. Колку повеќе говоревме, толку повеќе се отвараа нови и нови теми. Во петата и шестата емисија ви го пренесовме Нано Ниче методот според истоимената книга на Македон, новонаша радиоадаптација со надеж дека ќе ве придвижи и охрабри да мислите и действувате позитивно и со тоа го промените и вашиот личен живот. Ја подигнете колективната свест и универзалната добробит. Последнава седма емисија ја посветуваме на двете колонии, низ кои водител заедно со мене ќе биде, но како гостин, проект менаџерот и координатор на делата на авторот Ниче Димовски, Татјана Томовска. А во емисијата ќе учествуваат луѓето кои се препознатливи само со нивното име, како што е почитуваниот човек институција господинот Тодор Петров, некои од гостите самите се представуваат, а на гостите учесници во колонијата ги додаваме и имињата на доктор Стојан Велковски, директор на Институтот ИГАПЕ, геопатолог, на имињата на луѓе кои успеале сосема да го победат егото, па дури не сакаа никако да додадеме ниту префикси, ниту суфикси до нивните имиња, како што е, например, господјата Виолета Наумовска, иако македонската јавност знае дека над 3 децении таа е навистина големо име со големо дело во областа на образованието, Елизабета Кучера, господинот Маријан Камиловски. Слушајте не. Делата на авторот Ниче Димовски имаат своја цел, имаат своја мисија.
Всушност, заради целокупност и заокруженост на мислата која што следи во секое негово дело, беше формиран Нано-Ниче институтот на 22 јули 2012 година. Нано-Ниче институтот всушност представува здружение на граѓани, чија што цел е креирање на квалитетен живот преку подигнување на емоционалната енергија. Овој институт се појави како една потреба, логичка потреба, по стварањето на една верна читателска публика, која што благодарение на будењето што го доживеа читајќи ги делата на авторот Ниче Димовски, всушност самите читатели побараа да комуницираме. Зборувам, авторот да комуницира со неговите фанови и целиот тим што помага во работата околу неговите дела и мисијата која што тоа има. Затоа дојде и до потребата од креирање на ваков институт. Има за цел помош на граѓаните преку запознавање со Нано-Ниче методот, пред се едукација и оспособување на граѓаните за користење на Нано-Ниче методот за нивна поголема успешност во сите сфери од животот. Целта беше да се помогне исто и на младите во едукација и оспособување, посебно на децата во пресколска и средношколска возраст, како и студентите, затоа што логички самото креирање на квалитетен живот преку позитивна емоционална енергија говори и кој би била крајниот бенефит од овие активности на институтот. Воедно институтот во рамките на своите цели и активности вклучува и хуманитарни активности и акции, каде што беше исто како идеја замислено и веќе реализирано. Комуникација на авторот со известни институции, тој е чест гостин во детското село, здруженија на интелектуалци, на родители, каде што безпрегорно и со целата своја љубов ги пренесува целите, мисијата како да се помогне на секоја од тие институции кај што е повикан, за да се постигне еден подобар живот, посреќен живот и да се надминат сите препреки во истиот. Уште една цел на Нано-Ниче институтот е организирање на промотивни и информативни активности, трибини, дебати, семинари, кампови, конференции и слично, и се со една едукативна цел. За овие 2 години, или поточно година и пол, авторот подари своји книги во сите библиотеки во Македонија, наред се секако и студентските библиотеки. Потоа целта ни е во социјално-воспитни установи да се застапат неговите дела, во болници, центри за рехабилитација и слично. Тој е непрофитен, но сепак идејните активности и целите, една цела спонтана група, тим на читатели кои што се вклучија во сето ова, веќе ги извршуваат самите цели, без некаква посебна програма. Сето тоа иде спонтано и од тука е многу убаво и корисно. Формирањето на институтот створи потреба да ги доближиме читателите едни со други и за таа цел во организација на Нано-Ниче институтот беа искреирани 2 колонии. Првата Нано-Ниче колонија се одржа на 1 септември 2012 година и едната и другата колонија всушност беа организирани и одржани во едно прекрасно велешко село Бистрица под падините на планината Јакупица, кое што оние кои што веќе ги читале делата на авторот Ниче знаат дека тој го спомнува во своите дела тоа место како еден посебен портал, енергетско место, кое што секој кој што е присутен во тоа место го исполнува со позитивна енергија, допринесува допир до природата, така да од таа причина, местото на одвивањето на овие колонии беше токму Бистрица, родното место на таткото на авторот Ниче Димовски. Втората колонија беше одржана лани на 24 мај. На обете колонии беа присутни луѓе од различни професии, пол, возраст, така да сите тие што беа присутни спојат различни енергии во тој прекрасен амбиент на допир со природата,
неоптеретеност со мобилни телефони. Самото место е всушност манастирски комплекс кој што во моментов, значи, таму нема монаси, така да беа сосема, значи, слободни да се опуштат во таа природа, да комуницираат со природата и меѓу себе и на крајот од сето тоа да самите без никаков притисок донесат свое мислење и свој став за доживеаното. Ниче Димовски е мој другар и соборец во македонските работи, актуелен генерален секретар на Светскиот македонски конгрес. Заедно сме речиси 30 години. Ја следам и неговата приватна сторија, посебно со објавите на неколку дела кои представуваат лична импресија, истовремено и експресија за спознаеноста на светот упатена кон другите. Накусо за делото пред мисијата и колонијата, како круна на неговиот опус. Бог е жив е исконска промисла огласена од просветлените. Бог е над се и над сите и не постои сила што таа вистина за него некој може да ја прикрие. Ниче почнува да зборува за себе од другата страна на животот, за светот од онаа страна на смртта која се уште е енигма, кога започнува смртта и колку таа живее, со пораките за Македонија и за македонците, бидејќи во Македонија го открива кодот на вистината и кодот за Вселената. Спознаеноста за себе и за другиот свет после будењето од кома ја споделува со македонците во Македонија. И тоа го прави на извореден и едноставен начин за теми кои во науката досега важеле за деликатни, предизвикувајќи внимание во јавноста и меѓу експертите. Врши трансмисија на знаења и искуства за човекот и за светот, за времето и за просторот, за движењето, за материјата и за енергиите. Неговите дела се животна сторија сегментирана во настани од места на енергетски полиња каде што душата лета во Вселената, проткаени со мудрости од минатото, од луѓе кои оставиле трага во човештвото, како патокас за иднината. И токму неговата мисија е исполнета со една акција која прерасна во традиционална колонија, наречена рано Ниче 7 колонија. Целта на колонијата, чиј дел сум јас, е будење на индивидуалната и колективната свест, создавање на подобар свет за себе, најблиските за својот народ, за својата земја и татковината, а со тоа и за човековата цивилизација, креирање и кодирање на едината на Македонија, своевиден запис во матриксот на универзумот заради проектот Македонија, нов портал Матрикс 2022. Ниче Димовски од својата 33 година копа по вистината за да навлезе длабоко во мислата и душата, спознавајќи ја креацијата и креаторот. Чекорејќи по тајните, Ниче Димовски во 2012-та допира до вистината за вечноста, во која објавува дека душата постои, во другиот свет присуствува на својот погреб. Неговите дела се уникатни и неповторливи. Нано Ниче методот на законот за вистината е алатка за патот кон креаторот. За во последното негово дело Бог е жив, објавено минатата 2013 година, да отвори портал за душата кон небото и универзумот. Ниче Димовски потикнува на будење, напуштање на стравот поради незнаење, за наоѓање на мирот во себе си, преку љубовта ја пренесува душата во вибрации со фреквенцијата на Создателот. Затоа што за Создателот не постојат прашања без одговор, не постојат проблеми без решенија, нема желби кои се неостварливи. А за тоа потребно да се ослободи душата и да се користи најмокната енергија во себе си, да се пронајдеме со Бог во нас. Најголемата вистинска тајна на светот продира во душата и ве носи на вистинскиот пат до среќата, љубовта, здравјето и убавото, по кој секој човек копнее. Во
текот на изминатата 2013 година на Нониче институтот во периодот за празникот Свети Кирил и Методи 24 мај организираше колонија која што се одржа во пазувите на планината Јакупица, односно во Велешкото село Бистрица. Поточно учесниците во колонијата беа сместени во манастирскиот комплекс Свети Петар и Павле, односно во конаците на истиот. Ова вклучување во вашата радиопрограма буди многу длабоки емоции за мене, затоа што позитивните чувства што останаа длабоко во мене ги враќате назад со ист интензитет, така како што ги доживеав и тогаш. Именно Нанониче институтот практикува често да организира вакви колонии и јас посебно го поздравувам во оваа прилика господинот Ниче Димовски, кој што е организатор на ваквите настани, со тоа што во поканите тој најчесто знае да каже: не носете ништо со себе, понесете се само себе си. Така и беше. Значи, сместувањето беше во извонредно автентичен стил на македонското народно творештво во конаци кои што се опремени со мебел и со дополнителни додатоци на мебелот кои што претежно се рачно изработени. Ноќевањата беа во исклучиво македонски стилизирани соби, кои што се дел од конаците. Тоа ми остави особен впечаток, затоа што ме врати многу назад во времето на моите баби и дедовци, и тоа е првиот впечаток што сигурно ќе го паметам додека сум жива. Може би уште еден силен впечаток е флуидот и енергијата кој што се разви меѓу сите учесници во колонијата. Тие 2-3 дена низ манастирските конаци своје учество зедоа можеби над 100 учесници, но константно бесме некаде од 25 до 30. Повеќе од 90% од учесниците прв пат се видовме тогаш. Прв пат се запознавме. Меѓу нас имаше бизнисмени, правници, економисти, инженери, политичари, јавни личности. Сите бесме како еден и покрај тоа што меѓусебно не се познававме. Придонес за тоа даде енергијата која што буквално ја окупира целата таа местност. Самиот манастирски комплекс е сместен како во едно гнездо. И замислете во чувството да бидете свиени заедно со другите во тоа гнездо. Целта на колонијата, на институтот на Нониче, да креира позитивна енергија, да ги натера луѓето, да ја почувствуваат таа позитивна енергија, да го сменат своето духовно чувство доколку е исполнето со тегови, со мачнини, со собствени мори. Наедноставно за тие 2 дена исчезна некако. Јас тоа позитивно чувство го носам долго време после таа колонија и ќе го носам. Може би причина за сето ова да го доживам вака како што го доживеав се и делата на господинот Ниче. Имам прочитано сите. Со задоволство разговарав на тема делата на Ниче. Со задоволство потенцирам уште еднаш. Тоа е нешто што треба само да се почувствува, треба да се доживее и секако секој од нас на собствен и на различен начин го доживуваме. Но секогаш, без разлика колку сите ние сме различни, останува за сите нас како наследство едно исто. Позитивната енергија, споделувањето на меѓусебните искуства, споделувањето на луѓето, ослободувањето на луѓето и може би ако продолжам да барам соодветни зборови, ќе заборавам да се искажам во нас смисла во која што навистина сакам да кажам дека целта на Нанониче институтот се исполни. Ние и после 1 година контактираме, се дружиме, се слушаме, се гледаме, излегуваме заедно. Станавме пријатели
кои што ќе останат пријатели долго време во иднината. Сето тоа даде гаранција повеќе дека навистина целта на колонијата е максимално постигната. Се завршам и со една таква констатација. Може би е причина да се доживее вакво нешто организацијата на самата колонија, но местото каде што се простира комплексот Свети Петар и Павле е навистина неверојатно. Тоа место има надморска височина од 700 метри. На такво место со такви енергетски импулси на сите учесници во колонијата не може а да не ви биде убаво. Имавме програма, сите активности беа организирани според програма изготвена од организаторот. Таа програма ја проследивме, учествувавме сите заеднички и замислете, сето тоа беше во автентичен македонски традиционален национален елемент. Имавме разговори, размена на искуства, мислења на тематски определени содржини под ведро небо, под јаворите, на терасите во конаците. Тоа е несекојдневно чувство да зборувате, да разговарате со истомислениците, онаму каде што ве слушаат и птиците, и цвеќињата, и се она што е дел од вистинската природа. Со Ниче се знаеме по долг временски период. Пред 20 години се имаме запознаено и имаме многу слични и блиски интереси и погледи кон животот и делата на луѓето, на творештвото и така натаму. Ниче представува неуморен творител, односно двигател во развојот на духовното, во развојот на цивилизацијата и така натаму, каде што тоа негово неуморно действување во просторот и времето е стварно забележително кај поголем дел од граѓаните на Република Македонија, па и надвор. Она што он го организираше и го организира постојано како колонии, уствари, тоа представува еден посебен сегмент од секојдневното живење. Се одвојува од многуте други секојдневни действија. Во таквите колонии, например, се говори и се едуцираат луѓето, се надградуваат духовно, технички, научно и така натаму од сите аспекти. Луѓето беа задоволни од тие неколку дневни дружења. Се говореше на повеќе теми, се презентираа повеќе елементи, од кои сепак превладуваше на духовното надградување, спознавањето на себе си, погледот кон светот и кон сите околности од секојдневното живење, погледот кон универзалната енергија, односно сознанијата, кон универзалниот градител и така натаму. Сите тие действија што ги организира и што ги прави господинот Ниче, представуваат еден вид храна за духовните лица, односно за секој граѓанин на Република Македонија и пошироко, каде што во досегашниот процес на својот живот не успеал некој, например, да се пронајде себе си, односно да ја види вистината на универзумот. А токму тоа Ниче го действува, успева да го пласира, да го пренесе преку пишани материјали, преку организирани работилници и така натаму. Сето тоа представува еден голем допринос во развојот на духовното, на научно-техничкото и на општото човечко сознание, каде што владе еден голем недостаток во граѓанството, каде што господин Ниче токму знае како и умее како да го внесе во секој сегмент од живењето. Неговите досегашни, да речеме, искуства знае да ги пласира, да ги пренесе и да направи еден процес да луѓето почнат малце другшие да размислуваат, да осознаат, да се разпознаат и така натаму.
Сметам дека неговата активност допринесува за развојот на духовното, на материјалното, на сите сегменти од живењето на една личност која треба да биде изградена и која треба да се гради во процесот на опстојувањето на земната топка. Присуството на втората колонија на момиче 7 колонија навистина беше посебно доживување за мене, може би доживување не е правиот збор. Особено присуството во манастирскиот комплекс Свети Петар и Павле во Бистрица, Велешкото село, кој што навистина го доживеав како енергетски портал. Самиот влез низ капијата како да ме внесе во едно присуство во сегашноста, ако така може да го речем, тогашното случување. За мене конкретно нема мисли за она што е зад капијата, што се остави зад капијата, најсимволично може да се каже. Па така, во други прилики, секојаш кога излегувам од дома, мислам на домашните, се јавувам и така овој пат беше се поинако. Едноставно, присуството во тој комплекс, во таа средина, со тие луѓе придонесува да се случи токму тоа единство со тој момент кој што таму се одвиваше. Самата колонија, всушност, секвенцијата како да беше насочена енергетското треперење, придвижување на природата и на луѓето и на се што таму се случуваше, беше во насока на остварување на една таква фреквенција која овозможува среќа, присуство на среќа кај сите, кај кој што беше многу очигледно. Или како што знае Ниче да рече, па гледате го радиото, ако слушате некоја песна на некоја радиостаница која не ви се допаѓа, завртате друга. Тоа може да се каже дека човекот може да го постигне со мислата. Моките на мислата може да растура, може и да гради. Ние споделувајќи ги искуствата со присуството на колонијата, разговарајќи за овие работи, како да си ги потврдувавме нештата кои што веќе сме ги осознале во животот. Всушност, прегнувањето на мислата во служба на свесните и будните луѓе е услов и основа за еден почовечен свет, кон чии што градење верувам дека тежне секој човек. Овие колонии му се потребни повеќе и на учителот, отколку на учениците, како што е тоа и во образованието, да речеме, затоа што учениците се развиваат, растат, а учителот треба нешто да проверува, да контролира, да трансформира. И навистина, мислам дека од оваа колонија имавме добивка сите и ние присутните од тоа таму присуство произлегува и многу убави пријателства кои што траат и верувам дека нема да има ограничување за нив, а верувам дека беше и корисно и му даде одговори и на авторот Ниче Димовски. Верувам дека наскоро или во некое време ќе излезе некоја друга книга во која што тој покрај своите согледувања и искуства ќе зборува и за она што го научил од тие кои што на некој начин може би не е соодветен зборот следбеници, меѓутоа се почитувачи на неговото дело и на неговите напори да придонесе во нашето индивидуално себебудење, независно од тоа каде сме, кој сме, на кој ниво сме. Ете, токму тоа го возможуваат неговите книги. Секој да може веднаш да стартува во себе трансформацијата, во себе наоѓањето, секако, ако е подготвен за тоа. Ние се познававме на некои начини пред да се сретнеме, како да бевме изградиле некој познанство преку книгите, затоа што верувам дека и секој кој што ќе ги прочита, ќе најде многу нешта во нив, ќе најде нешта за кој што размислува, со кој што се сретнувал, но сепак некако ги остава во минатото, ги правил неприсутни. Неговите книги и целото тоа подучување со методот кој што води кон присуство во сегашниот момент, всушност поттикнува и забрзува едно будење кај човекот. Книгите, читањето книгите на Ниче, запознавањето со него следеше некако последен период во кој што проследував и друга таква слична литература, веќе ги спомнам книгите од Екарт Толл, кој што зборува дека неговата нова земја ја прават свесните луѓе, тие ја создаваат новата земја. А за да живееш во неја треба да си буден, треба да си во единство со сегашниот момент, во кој што главниот збор го има тишината. Па токму ова го препознав и во книгите на Ниче Димовски, кој што може слободно да го наречеме македонски Екарт Толл,
кој што внесувајќи го личното искуство во пишувањето, го прави ова придвижување будење кај луѓето некако поопипливо, појасно, полесно, така што секој себе си може да се трансформира во нова земја. Така и кај Екарт Толл и кај Ниче, за да си во новата земја, треба да си нова земја, а патошот е будност, единство со сегашниот момент, а присуството во сегашниот момент всушност води кон безусловно среќа кон која што ние сите тежниме. Во врска со духовните изблици во македонштинава, мислам дека они играат една доста битна улога у самоосвестувањето на нацијава, не само во смисол на идентитет, туку во смисол на духовен потенцијал. Поготово интересно е, пошто ова динамично време во кое живееме, тешко ни допушта да се посветиме барем еден ден во неделата на духовната работа со самите себе, да се приближиме до духовното, до божественото, напротив сите сме оптеретени со материјалното. И една од најважните работи е тоа што ни овозможува, правејќи ги тие колонии по македонскиве села, кои за жал се поише ги напуштаме, се прекрасни места во суштина, може да се издвоиме од таа ситуација на оптеретеност во урбаното живење и да се вратиме малце кон природата, а природата знаеме дека е поврзана со божественото, бидејќи за разлика од нас луѓето она не размислува, нели, од нас едноставно тоа што е, ние сме тие што не сме тоа што би требало да сме и на тој начин со тие колонии он што ги прави овозможува да вратиме малце онамо кај што ни е место во едноста со едниот, нели, како што тоа фино е во македонскиот јазик кодифицирано градината Еденска и бројот 1 јасно ни асоцира дека сето тоа е едно во суштина и дека ние сме меѓусебно взаемно сите поврзани, а таа свесност за таа поврзаност сме изгубиле токму овде во урбаното живење, во динамичниот живот, во сулудиот капитализам и тука неговата улога е многу значајна, затоа што он има капацитети како човек и како бизнисмен да овозможи дружење на луѓе кои се блиски кон сензибилитет, кои на тие дружења може да разменат идеи, може да дојдат до заеднички нови креативни идеи и така натаму и така натаму. Моето име е Марина Анчевска, јас сум основач на Центарот за бизнис психологија и во една прилика имав покана од господинот Миче Димовски да присуствувам на една од неговите колонии, кој што ги организира и со задоволство ја прифатив поканата да учествувам на колонијата, да запознааме некои нови луѓе, да размениме искуства и беше навистина прекрасно доживување, прекрасно искуство, каде што разговаравме на темите, на тоа колку ние сме свесни за нашиот живот, колку ние сме свесни за тоа како се програмираме себе си, како размислуваме, како комуницираме со самите себе си, како комуницираме со луѓето. Че излагањето мое на таа колонија беше поврзано со работата, со она што го работам, тоа е невролингвистичкото програмирање, за кое што и Ниче Димовски спомнува во некои од своите книги. Предавањата и мои на Ничев на таа колонија беа доста интересни. Добивме така интересни прашања од сите учесници, што секако не понесе во нови размислувања, нови согледувања. И верувам дека со вакво спојување на луѓе од различни дисциплини можеме да постигнеме многу повеќе, затоа што секој од нас има своја реалност, своја перцепција на она што го гледа и што го доживува во околината и едни од други можеме да научиме многу повеќе. Најважното од се е тоа што е освестувањето,
значи на личната мисија и визија и истото таа да ја пренесеме во колективното живење за подобар живот не само на нас самите, туку и на сите околу нас, затоа што ние сме сите еден систем, поврзани едни со други и она што го креираме или што го правиме во својот живот, секако има влијание во околината. И тоа е, мислам, дека и целата поента на ваквите дружења, на ваквите собирања, да ја подигнеме свеста на едно колективно ниво, за да можеме да се поддржуваме себе си, сите, мислам, заеднички да се мотивираме и да креираме еден свет во кој што сите ќе бидеме среќни. Лиljana Николовска Коцева, директор на Основно училиште во Велес, Ласиот Главинов, господинот Ниче Димовски, го запознав по наша покана на патронатот во Велес, значи обработувавме едно негово прекрасно дело насловено како Ксантика, така да овдека и Велешани видоа една прекрасна изведба, каде што исто и говореше и господинот Ниче Димовски. Исто бев поканита на колонијата која што беше подготвена и од негова страна. Беше нешто прекрасно, запознав луѓе кои што како да има вградено мир во себе. Значи, овдека да се подигне свест како да се доближиме до она што не го гледаме, да почувствуваме она што значи мир. Учеството на оваа колонија покрај дружењето, размената на искуствата за она што не можеме да го видиме, али го чувствуваме во себе, а ние сме тие што можеме сами да си го донесеме во нашите души, во нашиот мозок, она што сакаме да ни се случува, да ни се случуваат убави нешта, како што рече и господинот Ниче Димовски, кога рече она што сакаме да го доживееме, кажете си дека тоа го сакам, значи бидете позитивни, бидете оптимисти, на тој начин ќе чувствуваме мир во самите себе. Целта на обете кам колонии беше следнава: да го ослободи поединецот од секондивните греши, да ги спои енергиите на луѓето од различни професии, возраст, пол, убедувања, да се споделат, значи, меѓусебно сопствените искуства и доживувања, секој од својот живот секако, да се споделат ставовите од сферата на духовниот живот или пак да се потикнат истите доколку дотогаш ги немале. Во една таква слободна, чиста средина, етерното доаѓа многу повеќе до израз отколку кога сме во една градска средина обземени со различни зрачења од апаратите што ги имаме дома, пред се исто и мобилните телефони, што значи во една таква средина многу од присутните се потсетија на своите паранормални или невообичаени доживувања, што и беше и една од целите, затоа што луѓето и се плашат да се доверат на таа тема. А токму оваа симбиоза на овој состав на луѓе тој го допринесе. Тука секако оние што го читале авторот Ниче веднаш ќе направат една споредба со тоа што тој го доживел во клиничката смрт и со сето она што полека го разоткрива низ сите своји дела. Целта е исто да се доближи таа група на гости кои што беа на колониите до природата и да ги прими позитивните вибрации на природата. Требаше да се осети таа енергија на манастирскиот енергетски портал, да се достигне телесна и духовна симбиоза со околината и меѓу себе, воедно да се споделат и коментарите, искуствата и видувањата, почитањето на делата на Ниче Димовски. Посебно примената на Нано Ниче методот за кој што тој говори во своите дела. Сета таа исто симбиоза секако иницира длабоки промени кои што го будат битејето или ве будат за секогаш. Следната цел беше да се разбуди индивидуалната свест, а со тоа и љубовта кон себе.
и со крајна цел да бидете она што сте. Сето ова ослободување ствара секако една посебна емоционална енергија, со тоа креирање на поквалитетен живот, подобар свет за себе и најблиските, пред се на својот народ, својата земја, а со тоа секако и на човештвото. Од тука крајното лого на обете колонии беше да креираме нова нано-нича генерација. Една разлика во однос на првата. Значи, на првата колонија, попатно додека се патуваше кон местото, кое беше секако и откритие за некој што првично патуваа во тој крај, беше да се презентира еден проект на авторот, кој што беше негова, така можам да кажам, па и животна замисла. Тоа е проектот Аманет за вечноста или проект за поцрек на Македонија. Од тука и самото патување од зборното место всушност беше едно прекрасно патешествие, каде што авторот попатно ги објаснуваше своите замисли, своите идеи за проектот, се до самото стасување во самиот објект, во манастирскиот комплекс во Свети Петар и Павле, во Велешкото село Бистрица. Втората нано-нича колонија, нејзината пак цел емисија беше Матрикс, во која што пак авторот веќе најави известни поставки за иднината на Македонија, кое што исто така се генерира од поставките на веќе прво поставениот проект и всушност тука подетално објаснуваше и за методот, нано-нича методот или меѓу другото за невролингвистичкото фотографско програмирање, техника која што овозможува да стасаме до реализација на поставените цели. И покрај сценариото што ние како домаќини го имавме веќе смислено, гледавме секако гостите да не ги оптеретуваме со секојдневни обврски кои што ги имале во текот на своето живење или професијата која обавуваат, туку на еден спонтан начин, кој како сакаше, само иницијативно ги вклучивме во сите активности на колониите. Дел, значи, од гостите активно учествува во припремање на храната во манастирскиот комплекс. Значи, тоа беше една колонија на симбиоза, на размена на искуства во секој поглед, во една опуштена атмосфера. Значи, дружењето беше спонтано преку приготвување на здрава храна, преку дружење со исто во тој контекст, значи овош, зеленчук. Ова го потенцирам затоа што во еден од сегментите за кој што авторот говори во својата книга Нано-ниче метод на законот на вистината, во еден од деновите токму алудира на симбиозата со природата, светлината, физичката активност и здравата исхрана. Па од тука и ова им беше овозможено на оние што сакаат да помагаат, да се искажат во овој дел, и дел од гостите беа претходно консултирани секој во својата област. Ако има потреба, ако осети потреба на колонијата, значи да даде придонес својствата по своја волја и своја замисла, а во контекст на она што авторот го говори во своите дела. Тука ќе ги напоменам, значи, долгогодишниот пријател на авторот Ниче Димовски, господинот Стојан Велковски. Тој во доменот на својата професија и работата со институтот и ГАП институтот даваше и практичен пример за истражување на подземните води. Беше доста интересно, значи интересно за самите учесници, можеа да бидат подучени, да пробаат со рашлите, значи една од справите како тоа се прави. Потоа професорката Ангелина Маркус исто имаше свој излагање во втората колонија околу дабовото гранче и дело до она што таа често пати го говори за историјата на Македонија и детали кои што ни се битни за нас како луѓе, како битија. Во последната, значи во втората колонија беше гостинка Марина Анчевска, која што
исто работи еден метод, значи даваат обуки НЛП метод, кој што е исто нешто ново, но има многу голема допирна точка со методот на авторот Ниче Димовски, па затоа тие направија во заедничкото излагање една симбиоза и во овој сегмент сите што беа всушност таму присутни, свесно или несвесно има свој голем придонес во целата таа проекција и јас сега користам прилика од името на авторот и од мое име, како координатор, како проект менеджер на сето ова, да заблагодарам на нивното присуство, да заблагодарам на нивната мисла, да заблагодарам на сето она што тие како енергија го дадоа тогаш, а радоста да е поголема, да заблагодарам на она што тие сега го даваат, затоа што токму тие потврдија дека организирањето на колониите и даде позитивен фидбек, односно сите тие, независно што ние секојдневно не се гледаме, делуваат во својата средина, применувајќи го она што таму го видо и научија, секој совршено во својот ареал на делување и живење. Бог ја благословува Македонија. Бог ја благословува Македонија. Македонска молитва. Господе, премили Боже кој си на небото, ги гледаш ли макиве наши македонски? Го слушаш ли плачот на нашите мајки, татковци, браќа, сестри и децава наши, за чедата загинати за Македонија? Илјадници години крвариме, раните живи на неродените чеда им ги оставаме. Господе, Ти единствен кој си на небото, само Ти ја гледаш нашава мајка на 4 страни распната како Синот Божји. Каде и да појдеш, на гроб газиш и од коски се сопнуваш. Господе, кажи ни сега, раскажи ни ја вистината нам и на светот. Зошто Свети Никола насон ми дојде и ми рече: И јас сум од земјата на љубовта и добрината. И јас сум македонец. И јас проронив крвава солза во котелот на болката наша. Но вистината кај Севишниот е. Прашај го него и ќе ти ја каже, затоа што дојдено е времето наше македонско. Господе, само Ти знаеш дека постојат две вистини, но само една е правината. Илјадници книги по целиот свет соседите наши поделија, со лажна историја и искривена вистина за Македонија. Господе, само Ти ја знаеш нашата правина вистинска, кои сме, од каде сме и зошто сме македонци. И на Свети апостол Павле насон му дојде македонец и му рече: Дојди кај нас во Македонија и помогни ни. И Свети апостол Павле ја послуша молитвата и најпрво кај нас македонците дојде. И сега овде, 2000 години само во Тебе веруваме. И во 2000 цркви и манастири се молиме и од вечноста Тебе те чекаме. Веќе и не паметам, но знам, јас,
Македон одговрлево, 8000 години сал со Бога сум. И пред неголемиот крст во светот се молам. Ти, единствен Господе, премили Боже кој си на небото, послушаја молитвата наша, дојди во Армагедон, подај ни рака и кажи ја вистината за злото и добрината, нам и на целиот свет, затоа што крв во нас веќе не остана за големата мајка Македонија. Божји благослов за вас, македонци мои. Илјадници години чекам да ме повикате. Од секогаш со вас, од вечноста, јас сега доаѓам. Јас веќе сум меѓу вас, зашто овде не постои ниту време, ниту простор. Овде кај мене времето мирува, но кај вас долу времето сега е дојдено, за да ви објаснам. Вашата мајка земја со 3 раси ја населив. Бела, македоноиди, жолта и црна. На вас македонците, потомците на Македон, дел од рајот ви дадов. И од вас започнато сее до Јапонското море. Сите бели луѓе ваши браќа се, затоа што носат ген македонски. И сите преселби од кај вас кон север започнаа. Кокино, Породин, Радобор, Ангелци, Барутница, Говрлево, каде и да копнете, вистината ќе ја најдете. Кои сте, зошто сте и од каде сте. Зли ѓаволски души вистината илјадници години ја прикриваа и светот го лажеа. Колку ли само страдавте и низ какви маки поминавте. Затоа што јас искушенија ви праќав, но вие верни ми останавте. Чеда мои, деца на сонцето. Благословени со радоста, љубовта и добрината. Илјадници години цареви ви праќав, и еве сега повторно ви давам. Вие на сите ги раздавате, за вас не оставате. Колку ли цареви со мене се и колку македонци се, толку звезди на небото се и песок во морето е. Нека пеат сите ангели за сите кои со мене се, кои со љубов за Македонија животот за вечност го заменија и царството овде со мене го споделија. И веќе пеат сите ангели за сите вас кои Божјата слава ја разбравте, за сите вас на кој дел од рајот ви дадов, за сите вас на кој љубов и мир ви подарив, за сите вас кои ме чекавте и ме дочекавте. Еве, јас сега во Македонија доаѓам. Јас сега меѓу вас сум, да ви ја кажам вистинската вистина која кај вас под земја е. Гробот на Александар, царот македонски да ви го отворам и целиот свет на поклонение да ви го донесам. Колку ли многу македонски гробови има уште да ви отворам, затоа што душите кај мене за вистината копнеат. Сакајте ги вашите најголеми непријатели, затоа што низ јас ви ги пратив најмногу да ви помогнат. Вистината за Македонија и за вас македонците светот да ја дознае. Оти бевте први меѓу првите, најдостојни меѓу достојните. Сега е дојдено времето македонско, целиот свет вистината да ја дознае и да види дека чест и благословие да си македонец, потомок на Македон и син на Богот на вселената.
Деца мои, благословени и вечни бидете ми, овде каде што царува сонцето, нека биде вечна радоста, љубовта и добрината. Меѓу вас, јас сега сум благороден, во вечна Македонија. Блажено. Амин. Почитувани слушатели, серијалот Бог ја благословува Македонија заврши. Екипа на Македонското радио, која го подготвуваше и реализира овој голем проект, е тон мајстори Мирче Костадиновски, Бесим Кека, Гајур Бериша, Игор Димов, Весна Спасовска, Борче Трагачевски и Билјана Куновска. Спикерите беа Арнета Трпевска, Часлав Митрички и Весна Атанасовска Вучич. Гости во проектот беа уредникот на драмската редакција на Македонското радио со уметничка интерпретација Софија Гогова Врчаковска, гостите надвор од нашата куќа, од надвор од јавното предпријатие, артистот Томе Витанов, режисерот на Македонската телевизија Владо Денчов, исто така со уметничка интерпретација. Изборот на музиката го направија колешките Билјана Николовска и Марија Велковска. Автор на проектот Бог ја благословува Македонија